Благодарам. Само на кратко, го прочитав јас дописот од синдикатите кој што е напишан, но од она кој што морам да го кажам како лично свое субјективно согледување на нештата, Законов за јавно-обвинителска служба. Мислам дека е тестиран и пред јавноста, разговарано е за него и сметам дека работите кои што се внатре содржани се во квалитативна основа многу подобри да се донесат на ваков начин него што било претходно, заради неколку работи. Прво, да бидеме искрени и реални, пред неколку би рекол недели се потпиша колективниот договор каде што вработените во јавно-обвинителската служба за помалку од 20 месеци ќе добијат 40% зголемување на платата, нешто што јас сум го разговарал лично со господинот Дејановски кој што е претседател на синдикатот. Вака донесениот закон ќе гарантира неколку работи за кои што мораме да се согласиме дека се квалитетни, бидејќи вие сте управувале со институција. Прво, начинот на избор на новите вработени. Апсолутно ќе биде така како што тие барале, заради тоа што сметам дека тоа е нешто кое што е насушно потребно. Начинот на тестирање ќе биде особено поинаков од административните службеници и токму со овој закон овие вработени се одвојуваат од административните службеници, нешто што сметам дека е во ред. Понатаму целата организацијска поставеност внатре во институцијата ќе биде поинаква. Ќе има и секретар кој што ќе има поголеми надлежности, но и самата организација унапредувањата и така натака, ќе го одвојат од политичкото влијание кое што може би било до сега, може би не било, но сепак секогаш се зборувало дека е присутно, сега нема да биде. Зошто го носиме овој закон? Бидејќи ако видиме кои причини биле присутни во јавноста, зошто луѓето не испорачуваат резултати, да бидеме искрени, секогаш било тоа дека се немотивирани, дека не е добро организирана, дека немаат доволно вработени и во таа насока сакам да споменам две работи. Прво, обезбедена е финансиска согласност за 200 нови вработени, на начин на кој што тие ќе одлучат и на начин на кој што тие луѓе согласно овој закон ќе одлучат кој ќе биде вработен. По квалитет, по мерит систем и така натака. А второ, сметам дека овој закон е добра основа и за анализа како треба да се донесат законите и во другите институции, кои што сметам дека можеби го имаат достигнато нивото кое што е потребно за да се донесе еден ваков закон. Понатаму, покрај овој закон се носи уште еден закон за уште една служба, тоа е судската служба, каде што морам да кажам дека очекувам во наредниот извештај од Европската комисија да бидеме особено пофалени, бидејќи реални да бидеме, никој досега ваква реформа не направил во овие две институции. Така да, ворете синдикатите, тоа им е работа, нивната суштина е таа да бараат уште повеќе, уште подобро, но факт е дека некогаш треба да ја сопреме топката и да констатираме дека законското решение кое што донесено навистина ги гарантира сите права за кои што и ние како политичари, но и сите синдикати и работници во државава се борат. Благодарам. Ми благодарам и вам.